od moj jagol. Mislim, znači postojam. Секој ден има радост и тага, навивање и среќа, хуманост и гадост, префрлање и пофалби, посети и патувања. Колку луѓе, толку чувства, разни карактери и поинакви мислења за една иста работа од повеќе аспекти. Но затоа е познатото мислам значи постојам. Секој мисли како што гледа од свој агол и од свое убедување. Има и политика, секако. Ово е виновен за тоа. Оној не бил таму кај што требало. Ги секле дрвјата, па сега немаме воздух, се гушиме. Да, тие се виновниците. Кои? Тие? Како кои? Од нив се почнува и со нив завршува. Што ти е политика? Тоа се слуша и случува околу нас и веќе не е јасно кој е кој. Каде е вината и дали е можно и како е можно да не снајде во тоа што не обкружува. Па сите сме луѓе, од крв и од месо, и пак велат, ма се е политика. А кој ја прави таа политика? Кој избира? Кој би знаел? Тоа изгледа само времето пред нас ке го покаже. Се менуваат и минуваат деновите, се менуваат патиштата, се поправаат, се градат, се менуваат луѓето, стареат, зборат се и сешто, се прават стратегии, општи и заеднички, но на крајот секој се бори за своето. Се менува и ништо не останува исто. Промени има и со временската прогноза. Ништо тука не чуди. Дене сонце, утре дожд, па невреме, и така се оди и си поминува по некој свој редослед. Нешто се прибележува, се забележува, нешто се премолчува, а друго се остварува и си оди по својот тек. Додека се занимаваме со едно, другото веќе поминало. Политика и замајување. И се продолжува да тече, деновите да се нижат, како на една филмска лента. Јас зборува вака пред неколку години, но денеска сум поинаков. Слушам на тебе. Сега сум за правдина. Како? Па така, се трудам да му го дадам најдоброто, повисоки примања, подобар живот. А од друга страна теча тендери, доцни платата, се јавуваат извршители, се мисли на личното богатство и обезбедување на еднината. Што повеќе, тоа подобро. Се е во парите и до парите. Па кој сака нека каже поинаку. Здравје велиме. Но здравје без пари не оди. Лекови на кредит нема. Свадба без пари не бива. Па дури и тагата, жалоста зависи од парите. И пак политика за перење на мислите. Здравје и среќа другото не е важно, а всушност многу е важно и најважно за нормално функционирање на една обична, нормална живеачка. И пак политика. Последните случувања во однос на прашањето за името се оптимистички и ние ги поддржуваме на тамошните напори за изнаоѓање решение, изјавил висок представник на НАТО за грчкиот весник Етнос. Според представникот на НАТО, се уште е рано да се каже дали Македонија ќе се најде на агендата на самитот на НАТО во јули. Подсетува дека членовите на Алијансата веќе постигнале согласност Македонија да биде примена во полноправно членство, штом се најде заедничко прифатливо решение за името со посредство на Обединетите нации. Представникот на НАТО сепак посочува дека одлуките во Алијансата се носат едногласно и затоа е неопходно зелено светло и од Грција. За ова има ли коментар? Веројатно има. И наскоро ќе се покаже кој е кој и дали Македонија е една и единствена. Дали НАТО е нашата главна определба по секоја цена за поуспешен и побезбеден живот. Понекогаш останува горчливиот вкус во устата и стегањето во градите од сето она што го слушаме, гледаме, читаме. И веќе се поретко се прашувам зошто пред некој ден мојата драга пријателка ми рече
Ке се спакувам и си одам одовде. Не можам да издржам повеќе. Не знам кому повеќе да верувам. Историјата и јазикот не си го сакаме. Доста ми од политика на оваа наша Македонија. Каде ова води? Не знам и велам, но тоа што е ке дојде, па ќе видиме. Но тогаш ќе биде веќе доцна, ми вели таа. Децата сакам да имаат добра иднина, а не да се затруени. Останувам без текст, зашто секој има право и избор за својот живот овде или на некое друго место. Но сепак, верувајте, после сето ова што ни се случува, и јас си ставив прст на чело и си реков, политика или не, ама навистина, до кога вака? Има ли крај или секаде почнуваме од средина па назад, и така со години наназад? После се останува само сеќавање, болка за ова и она, спомени и дружба по собствен избор. Дали е тоа вистинското? Дали е доволно во ова време на најавувани промени од секаков тип? Дали се мора да биде политика? Дали се размислува за болка, за трауми, за изгубени души, за чувства и на крај за подобро утре? Се размислува ли за добрина, за хуманост, за помош, или остана само приватното и личното пред се, без знак на прашалник, дали е можно за се и пред се секогаш да е најважно и приоритетно сопственото? Никако да се свати еднаш и за секогаш дека животот е мисија што треба да се оствари во одреден број на денови и години и е секому според деното. Дали и овде е најважна политиката и кој ја води, секако. Некои одат на свадба, други на одмор, трети кај пријатели. Некои се дружат со браќа и сестри, трети планираат каде и како. Сето тоа е позитивно, иако е подобро да се случи остварување веќе денес, отколку да се остане на доброто планирање за понатаму. Но се со ред. Додека едни победуваат, а други губат, трети се борат со своите суети. Ние славиме за ракометарите на Македонија, за нивните победи. Горди сме, веруваме. Македонија победува, ако не во друго, барем во спортот сме одлични. Ечи, едно име имаме и во нас го носиме – Македонија. Го носиме ли сите заеднички? Имаме ли доволно верба во македонското, во победата и тука пак политика? Каде и да се свртиш, вести, зборување за политика, карање за власта која е ваква или поинаква, дуели, дебати, недоразбирања, приказни за поинаков живот. И сето тоа ни се одвива секојдневно пред очи. Едно доаѓа, друго проаѓа. Ова е интересно, ова е измислено да ни го одврати вниманието и стануваме една кружна топка или глобус, ако сакате, со познавање на се живо. Одеднаш сите се разбираат во политика, во случки, во настани и крај. Повторно, госпожата политика е главна на масата. Оди полека, наконтена и дотерана, и на крајот кавгата е неизбежна со соседите, па и со најблиските кои имаат поинакво мислење од вашето. Каде живееме и колку си веруваме, кога се решава политиката. Почитувани, ова е радио. Има вести, има драми, има документарни, има забавни емисии, има различна музика и секако мора да има политика. И ја има, почитувани, но само во одредена доза и само провереното и точното се емитува само за вас. Затоа останете со најопфатната програма на вашиот јавен сервис и вашиот пријател во секоја пригода. Македонското радио, Радио Скопје.